Државната комисија за спречување на корупција од февруари има отворено вкупно 276 предмети, од кои 28 се веќе затворени, но само во 2 случаи комисијата поднела иницијатива за кривично гонење. За 23 случаи пак има прекршочни пријави. Претседателката на оваа институција Билјана Ивановска порачува дека работите сепак одат кон подобро, а граѓаните се повеќе се охрабруваат да пријавуваат случаи на корупција. Се пожали дека за навистина успешна работа на комисијата недостасуваат материјално-технички средства, но и повеќе вработени, поголем буџет и поголема поддршка од државните институции. Конечно, најголемиот предизвик ни е да изградиме институционален интегритет, враќање на довербата на јавноста, медиумите, невладиниот сектор, граѓанските активисти и граѓаните воопшто. На конференција организирана од германската организација Конрад Аденауер и домашниот институт МК91, професорот Никола Тумпанчевски потенцираше дека комисијата сама не би можела многу да направи, бидејќи таа е само еден сегмент во конгломератот задолжен за сузбивање на корупцијата. Истовремено предупреди дека доцни извештајот за Македонија од антикорупцијското тело на Советот на Европа Греко, изразувајќи сомневање дека тоа е можеби политички мотивирано. А во врска со тоа како не треба да се работи, го спомна случајот со законот за јавно обвинителство, кој наместо професионалци го договараат политичките партии врз база на нивните моментални интереси. Велиме дека се реформираме. Земите го само законот за јавно обвинителство и начинот на кој што се реформираме. Тоа е еклатантен пример како не треба да течат реформите во Република Македонија. Можеби на почетокот имаше некаква инклузија, зборам на стручната јавност и така натаму. Сепак на крајот се сведува на некаков политички партиски договор. На конференцијата беа разгледани повеќе сегменти во борбата против корупцијата на сите нивоа, меѓу другото и во медиумите, кои исто како и сите други институции не се имуни на оваа болест. Новинарката Искра Коровешевска потенцираше дека во ситуација кога јавноста нема доверба во институциите, антикорупцијската комисија мора да биде многу потранспарентна и поотворена кон медиумите, а тие пак мора да бидат ослободени од политичко влијание. Демократијата почнува и завршува со медиумите во суштина и политичарите и функционерите би требало да одговараат пред два клучни столба, а тоа се професионални медиуми и независно судство. Оно што за Македонија може да се каже во оваа насока е дека ниту едниот, ниту другиот не може високо да се оцени. Инаку потпредседателката Ивановска ги повика сите граѓани масовно да пријавуваат корупција, при што се заложи за мотивирање на така наречените свиркачи, односно укажувачи кои ќе имаат целосна заштита и гарантирана анонимност.